Вањето на емисијата Само вистина. За да земете учество, претходно ќе треба да ни пратите име, презиме и телефонски број на нашата имейл адреса samovistина@kanal5.com.mk. Тие што ќе бидат одбрани, ќе бидат контактирани од нашиот тим со инструкции како да учествувате во вашата и наша Само вистина. Почитувани, добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате Само вистина на Канал 5 телевизија. Вечерва Сузет Меджити, Демократско движење и дел од Европскиот сојуз за промени. Добро дојдовте. Добро ве најдов. И Максим Димитриевски, лидер на Знам. Добро дојдовте вие. Добро ве најдов, поздрав до господинот Меджити и до гледачите на вашата телевизија. Од вчера имаме нова техничка влада, со многу помпа, ќе речем, и со политички фолклор беше таа донесена. Во јавноста многу бурни реакции предизвика тоа што се случуваше после тоа. Некој тоа го сметајте како провокација. Зборувам за новиот технички пример. Во дел од медиумите на албански јазик беше подпишан како командант на УЧК. Зашто за ваков настан вакви провокации? Први да расчистиме една работа, ние немаме техничка или пржинска влада, традиционална имаме влада која што е договорена помеѓу коалиционите партнери, ДУИ помалиот партнер, СДСМ, и имаме премиер од кој што доаѓа од албанската етничка заедница. Мислам дека не самата помпа, туку целото тоа помпезно најавување и спектакуларно да крунисуваме крал, ке беше помалку спектакуларно. Имаме сведоштво минатата година во Бакингемска палата се крунисуваше принцот Чарлс во крал и немаше буквално таков пренос. Тоа што се случи во Македонија и вчера и денеска гледам се случува, само демонстрира една супериорност над ДУИ која што е здисано од власт и која што по секој основ се обидува да ги фрустрира најголем дел од гласачите од македонската нација, а дополнително да извлече одредени ситни политички поени во очите на албанскиот електорат. Многу побитно за мене е владата да функционира суштински, а тоа значи во рамки на нејзините надлежности да оможи да организираме фер и демократски услови, но гледајќи го капацитетот од вчера како се однесува првенствено према новинарите кои што всушност се столбот на демократијата и бранителите на демократијата во секој едно општество и третманот каков беше, не ми остава простор да размислувам дека оваа влада ќе се непристрасно. Извинувам се, прекинувам да биде појасно за гледачите. Претпоставувам веќе дека гледаа на вестите, беа донесени неколку новинари од Албанија во Косово и според информациите што се појавија на повеќе портали со државни возила, значи со бензин што трошат со државни наши пари, се развозува и практично тераат тие пиар на ДУИ, беа сместени во собранието во свечената ложа кај што најчесто стојат дипломатите. Македонските новинари беа во едно ќоши избуткани, имаше 4 господа кои што на моменти со качени нозе седеа таму и си мафта со министрите. Каква порака едноставно се пренесува со ова и зошто да речеме новиот председател на собранието Јован Митревски го дозволи ова? За тоа треба да се праша новиот председател на собранието. Јасно, ваше мислење ме интересира. Инаку јас ја прочитав изјавата на ЗНМ, тоест реакцијата на ЗНМ денеска, апсолутно се согласувам со нив, но ова влада впрочем е позната дека е влада која што под покровителство на борба за еднакви права и можности на сите, особено во делот на слободата на медиумите, ја примени една стара пракса од периодот на Груевски, а тоа е да узурпира што поголем новинарски простор и под своја команда и диктатура да стави што поголем број на медиуми во државата и за жал успева во тоа. Немам ништо против да дојдат странски новинари и да ги пренесуваат сите
активни теми во државата, вклучувајќи и ова, но не пред се да се дадат сите можности на нив. И тоа е без преседан да се возат во државни коли. Впрочем, не оди ниту една државна делегација надвор од државата, што е пракса, тоа го знае и колегата Меджити, па да се носат дописници на сметка на државата, но во овој случај сметам дека сето тоа беше координирано од штабот на господинот Груби, кој што всушност важи во ДУИ за човек кој што соработува и работи директно со медиумите, заедно со неговиот тим, каде што всушност ги ставија на пиедестал странските медиуми, а тоа беше координирано и на регионално ниво, вклучувајќи го и соседно Косово и соседна Албанија, но не сум изненаден. Видете, мораше да се покаже еден сензационалистички пристап каде што ќе се даде до значење дека во Македонија конечно станал и член на албанската заедница премиер, а при тоа заборавајќи ги фактите дека оваа држава, впрочем, во историјата имала албанец за председател на собрание, дури и сојузната држава во која што беме некогаш имала албанец за председател на председателство, што ама никогаш немало ваква помпа. И имаше коментарите зошто ова го прават, едноставниот коментар беше им се може, пошто не може ништо логично зошто. Па да, она само се извинувам, значи тоа што го демонстрира во собранието, порано тоа беше во партискиот кабинет, потоа и во службениот кабинет на господинот Груби, вчера и во самото собрание со пијалоци, со песни и така натаму, покажува само една типична здисаност на власт од страна на ДУИ, дека никој ништо не може, а СДСМ, борејќи се за собствените фотели, молчи. Истото прашање за вас, Меджите. Вака, во принцип, мислам дека и во плурализам, во времето на ПДП имало премиер албанец, тоа бил Кемал Муслиу, одредени денови, само што не вака помпозно опише. Второ, се работи за технички премиер, значи техничка влада, која ще е во функција само на организирање на избориве. Посакувам да господина Џафери не посегне по истиот пат како што од председател на собрание со политичките акробации, значи сака со односот во Државната изборна комисија, кој што е по закон 4.3. Ќе зборуваме за тоа сега. Не, сега зборам за премиерот, значи да не оди по истиот терк, значи да тера и од функцијата премиер, значи да не биде во функција на фери демократски избори, туку обратното. Мене ми падна во очи исто така што тамо кај што треба да седат дипломатите при формирање на влада на солена седница, седа новинарите кои што тука не ги познаваат, но речи се сите тие се милионери, значи не се од баш од новинарската фела. Случајно или не, тие имат изгубено пазарот во Косово, бидејќи таму беа сите против Курти. На Курти му растеше, значи рейтингот и победи над 51%. Една од причините што овие беа против него. Така да и тоа не е добар знак за ДУИ и за Џафери, што истите значи тука ги поддржуваат нив. И тоа паѓа во очи што ги запоставија и некои новинари кои што беа гласноговорници и на недобрите политики на ДУИ, значи од тука што се... Да, прашањето е зошто, например, сега има вака милитаризација на вордингот, командант на УЧК, од дезертир на Арамат, како триумфово се доживува? Јас сум бил натре цело време, значи ги познавам приликите, кога тие имаат можност, значи се партија од власта и тераат често и анкети, и кога стојат добро на анкетиве, одат на зелена агенда, зборат за зеленило, за убаво, за седо тоа. Кога во анкетите не стојат добро, тога се враќаат на национализам, се враќаат на вакви приказни, и значи самиот факт ова кажува дека не им е добро, значи луѓето се во паника од анкетите што ги читаат и тоа што го чекаат од народот. И тоа што сакам да заокружам тука, дека на албанци не се од 90-тите години, значи преку глава им е од символикот, тие сакат содржински, значи да владеат. И можам тоа да го посочам, значи и покрај тоа што имаат премиер албанец, тој и денеска нема одговор за
образовниот проблем кој што е загарантиран со устав на дечината албанци во Чашка. Исто така, значи, и покрај тоа што има министар за здравство албанец, директор на фондот албанец, значи, Тетово се дискриминира во однос на другите градови, во однос на по финансирање по пациент 25 милиони годишно евра, а во текот на целиот мандат 100 милиони евра и затоа здравството во Тетово е во такво дереже какво што е. Сакате да кажа дека се работи според вас за популизам обичен? Да, значи ова е во функција на тие луѓе што се на 10 луѓе, 20 луѓе на власт и нивните семејства. Значи не оди во прилог значи, на доброто на граѓаните, на албанците или на другите. Или ова сакам значи добива во тежина една изјава на покојниот Арбен Џафери, кој што кажал дека е подобар еден закон за албанската кауза отколку е една функција повеќе. Бидејќи сега номинално албанците вака силни не биле никогаш значи номинално у власт. Ама вака и неефективни и што нема сработено ништо, значи за своите краишта од таму кај што ги црпат гласовите, никогаш послаби не биле. Значи го посочи проблемот во здравство, значи истиот проблем е во образование. И покрај тоа што министр за образование е албанец, и покрај тоа што министр за финансии е албанец, и покрај тоа што Груби се фалеше дека е се што во влада, значи и во тој дел има дискриминација, бидејќи се врши по методологија кај што не се зема во обзир бројот на ученици, туку се земаат неколку други фактори за да се дискриминира. Или пак ако сакаме во МВР, и истиот ешалон значи, на командири, на началници, на полицајци е истата бројка што го одржува Кратово и Тетово. Значи едната е 70.000 граѓани, другата е колку има Кратово? Има повеќе од 10.000? Реално има 15. 15.000, значи во суштина оваа власт или пола министри албанци во владата не го чувствува граѓаните албанец, бизнисменот албанец, општините албански. Да, велите дека во некои општини дека се уште има дискриминација на албанците од страна на државата и покрај тоа што дуе толку моќ на моментално. Не, во било која сфера. Еве ќе земеме во економскиве зони. Значи и покрај тоа што има разлика голема меѓу на бруто домашниот производ или пер капита во источна и западна Македонија се разликуваат. Ова економските зони значи функционираат во Штип, функционира Бунарџик. Тоа за жалење се во Тетово, во Кичево, во Струга. Значи потаму уште да не е ова леар американскиот, значи подобро е да се затвори таа зона и да биде за земјоделие. Благодарам. Се согласувате со за таа во однос на дискриминацијата? Јас доаѓам од мултиетничка општина, на избори сум бил и во првиот мандат сум добил огромна поддршка од граѓаните, во вториот како независен кандидат исто имам добиено поддршка од сите етнички заедници, без разлика што и ДУИ и целиот албански блок имаше и своји кандидати или ги поддржат другите кандидати, повторно имам гласови. Ќе ви кажам со еден пример, само еве завчера еден човек кој што бил против мене, од противниот табор на избори, ми вели градоначалник секој е чест и покрај тоа што на улица Никола Вапцаров не добивте ниту еден глас, вие целосно ја реконструирате и јас ќе продолжам така да работам. Не сметам дека има дискриминација, но има дуизација во Македонија, значи сето тоа што е дуи всушност функционира, работи и добива позиции. Се што не е дуи не добива шанса во општеството, инаку јас луѓето ги делам на квалитетни и неквалитетни, воопшто не ми се битни процентите, ниту пак ми се битни од која етничка заедница доаѓаат, но факт е ваквиот пристап на дуи во власта, кој што де факто е носител на власта, а СДСМ е само еден привезок на власта кој што се обидува да обстане. Ово естаблишмент на СДСМ кој што и во минатото не беше ништо поинаков, борејќи се да обстане на власт поради оваа коалиција на кревки нозе, дозволува се и затоа денеска имаме една ваква огромна фрустрација кај мнозинството македонци во државата да се чувствуваат вака. Видете, за мене како граѓанин на оваа држава, кој што например, еве за во интерес на јавноста да кажам дека јас сум гласал за господинот Талат Џафери да стане председател на собранието, бидејќи јас сум верувал во тој концепт едно општество за сите и ден денес физички го бранев како добро.
Да, јас го бранев, но се до моментот додека не отидовме на посетата во Црна Гора, ја бев составен дел на делегацијата, заедно со колегата Джевата Деми и него, и господинот Талат Джафери го прекрши уставот и на официјален состанок почна да говори на албански јазик, каде што јас го прекинав и не сум изненаден кога вчерашното негово прво обраќање на пресконференција прво беше обраќање кон албанците во државата на албански јазик, а потоа на македонски јазик, со што всушност треба да биде свештен дека фрустрира голем број на населението кое што живее во оваа држава. Првиот официјален и службен јазик е македонскиот, вториот е албанскиот. Треба да се има чувство. Но вчера сакаа да покажат една супериорност и врз база на тоа да ловат политички поени кај албанскиот електорат, бидејќи оваа наводно зелена партија, која што се представува како проевропска партија, всушност е национална моноетничка партија, која што во моменти кога ја губи власта се представува пред нивниот електорат како голем борец за правата на албанците. Апсолутно се согласувам и за тоа добива подршка и од некои соседни држави. Јас многу пати имам кажано дека, например, повикувањето на сите политички представници од Македонија да одат во Албанија со премиерот на Албанија на состанок без присуство на македонскиот амбасадор на тој состанок е директно или индиректно мешање во внатрешните работи на нашата држава. Но за жал тоа не се елаборира во јавноста, но како и да е, господинот Джафери, кога што брат му го нарече македонскиот Ајнштајн, всушност се на потек и ајде да го видиме. Не верувам во демократскиот капацитет, бидејќи сметам како што тогаш се чувствувам изневерен и злоупотребен, бидејќи тој стоеше зад мене и се криеше како бајче, а не јас зад него. Јас излегов да го бранам од македонци, всушност верувам во тој концепт, сметам дека истиот ќе се стави во функција на партијата, како што тој и го покажа, заедно со неговите колеги вчера, и мислам дека ќе направи уште голем број преседани, кои што дополнително ќе ефектуираат со огромно незадоволство, особено кај македонската заедница. Видите, ова што тие го прават, веќе не поминува ни во албанскиот електорат. Јас имам голем број пријатели и граѓани со кои што разговарам на оваа тема. Не, за ова мислам дека Меджити треба да каже дали ваквиот наратив, извинувам што прекрам, дали поминува ова кај албанците ваквиот наратив? Ако продолжат на овој начин, значи да ги удираат за национализам, а не за суштината на неефикасност, за корупцијата, за нереализирање на програмите, туку се удира на национална карта, може да произведува некој ефект, значи, во албанскиот електорат. Затоа треба порационално, значи, да се удрат таму кај што е за удирање, значи, во однос на корупцијата, во мешање во судството, во уривање на правната држава, во недемократски процеси, или тоа што тактизира за избор на член во Државната изборна комисија за нефери демократски избори, а не во национализмот, и тука ќе ве повлечат и тоа може да има контрареакција кај гласачите албанци. Иначе, мислам дека се прочитани, ова е последен обид на Демократската унија за интеграција, бидејќи првично, значи, беше на избориве ветено дека ќе има премиер албанец, не технички премиер, значи ова е технички премиер кој што е само во функција на организирање на избори, не може да носи политички одлуки, све е замрзнато и вработување, авансирање и политички одлуки и сето тоа. Мислам дека ова еуфорија повеќе е вештачка, значи и затоа носат новинари од Косово, Албанија, кои што не ги знаат, не ги познаваат најдобро приликите тука, околностиве, но кај граѓаните и кај албанците мислам дека се прочитани, дека албанците даваат порака дека не се веќе за символично представување, туку за суштинско представување. Ние можеби имаме и технички премиер, но албанците во чашка не може да учат на албански. Или ако децентрализацијата беше еден од столбовите на рамковниот договор, значи тогаш беше предвидено тоа што ќе придонесе граѓаните да се чувствуваат како своји во своја држава, да имаат јаки општини. Ние може денеска да констатираме и кај толкавата власт, значи на Дуи, еве и премиер, значи Македонија е најцентрализирана земја во регионот после Кипар. Полека влегуваме со формирањето на техничката влада во предизборието.
политичарите секако се во трка да ја добијат довербата на гласачите, односно да им веруваат дека тоа што ќе го ветат и ќе го исполнат. Димитриевски, вие од ова студио кажавте дека законот во врзува и практично ветивте дека општината и вие ќе реагирате во Сопот пред околу 3 месеци, мислам беше, дека ќе гурнете таа спомен соба или како се нарекува веќе научака, која што според вас беше дивоградба. Дали постапивте? Да, ние апсолутно постапивме во целост со нашите надлежности и ингеренции на општината. Инспекторатот направи увид на лице место, состави записник, поднесоме првично кривична пријава до надлежното основно јавно обвинителство Куманово против еден сторител, бидејќи во моментот кога се правеше записникот никој не сакаше да се пријави. Дополнително најдовме и документација поднесена во општината за легализација на истиот објект, побаравме од МВР да го утврди идентитетот на лицето кое што го градело. Идентитетот од страна на МВР е утврден и видите каде е преседанот. МВР, кое што по сила на закон треба да постапува и да се бори против сите врсти на криминал, вклучувајќи и незаконската градба, ја известува општината против кое лице да поднесе кривична пријава, иако тоа лично е задолжено за гонење на ваквиот криминал. Ние тоа го процесуиравме до основното јавно обвинителство, чекаме одговор и епилог од оваа постапка, но како и да е, значи, општината таа постапка ќе си ја тера до крај, кое што еден ден ќе резултира со извршување, бидејќи таа градба е Извршување за легализација или за рушење? Не за легализација, бидејќи кога дека имало и барање за имате легализација. барање за легализација, значи обвинителството сега врз база на нашата кривична пријава, какви биде искуството до сега, треба да поднесе кривична пријава против лицето до надлежниот суд и судот да донесе пресуда, објектот се одзема во корист на Република Македонија, а лицето се санкционира со одредена казна. Меѓутоа, ви имате новако искуство со рушење на објекти, на еден пред 12-13 години да немил настан на Скопското кале. Подготвувајќи се на оваа емисија, бев и да прогледам низ вашиот Facebook профил, што нормално како комуницирате со граѓаните, и забележав дека тоа го правите само на албански јазик. Не ги бркате воопшто гласовите на македонците, тој електорат воопшто не ве интересира или за друго се работи? А го прашавте Максим дали се обратува на албански? Да, тој кажа. Од неговиот Интересен фејсбук. колег. Значи, ако... Се знае кој прв службен јазик во држава, да. Каде пишува дека е прв? Пишува во уставот, колега. Македонскиот јазик и јазикот што го зборуваат се... Да не влегуваме сега право, Не, влегуваме. Зашто не комуницирате со граѓаните немам против, еве, македонци? доаѓам тука, комуницирам, значи и таму, значи немам против да комуницирам со и граѓаните албанци и граѓаните македонци. Во однос на ова со УЧК, тогаш треба да се има истиот пристап и со ова што се случеше во последниот период, значи со крстовите. Тетово, Кичево или каде се поставуваат, дали би го имате истиот пристап? Значи, почитувам колега, иначе, ме прашавте мене, па ќе ви одговорам. Мислам дека не е истиот пристап. Вие може и да трнете, значи, таму да се руши, но не може да го рушите, значи, почита што имат албанците кон УЧК, тоа е минато, тоа е историја, значи, и живее со секој албанец. И треба, мислам, по-предпазливо мислам да се навлезе во тоа, иначе не се мачете, еден од инвеститорите таму и јас сум, стои и моето име. Значи, ако барате вас ќе ви следува кривична да, пријава? стои Тогаш државата, ако е држава, ќе ви поднесе кривична пријава и на нас. Да, ама тогаш ако одиме по рушење, ќе одиме, значи, по се да рушиме. Значи, и ваше и наше. Оти има нелегално и забранителите, тоа значи дека и се на државата и сите ние значи, заедно ако имаме ако имаме заеднички почит, ваше тогаш ако мислам имаме дека апсолутно не се согласуваме во делот како ќе градиме оваа држава. Ние сме албанци, вие сте македонци, се не сме исто. Ние сме граѓани на Република Македонија, јас сум македонец по нација, а вие сте по потекло албанец, вашите корени, но што сте вие, тоа си кажувате вие. Јас сум македонец, а вие што сте си дефинирате вие. Инаку законот во Куманово зборува
Значи, јас зборувам за законот. Во Куманово се постапува согласно законот, ги споменавте крстовите. Значи, не само за крстовите, за сите дивоградби, ги имам до сега реализирано и извршено над 80 во Куманово и никогаш не сум гледал на кого се извршува, туку како доаѓаат по приоритетна листа, така се уриваат. Но да ви напоменам, јас сум еден од ретките градоначалници што легализирав неколку џамии и неколку цркви во градов и со верските објекти е малку поинаков пристапот, инаку имам безброј, голем број на верски објекти, дивоградби во градот, некои кои што никнаа во последните 4-5 години пред очите на сите и сите ја вртеа главата на страна, а општината влезе храбро во тие постапки и поднесе кривични пријави. Сега стана еден тренд кој што заклучувам дека политички е мотивиран од страна на поединци кои што претежно се во власта да се градат вакви објекти. Нам не ни недостасуваат цркви и џамии во државата, нам ни недостасуваат детски градинки и друг тип на објекти каде што може да се вложат тие средства и во делот на постапувањето апсолутно кај мене нема селективност. И да расчистиме нешто за јавноста. Тоа што за вас, како припадник на албанската етничка заедница е УЧК, јас тоа го почитувам. Многу пати имам кажано дека УЧК се доживува од страна на албанскиот електорат како борци за човекови права на почетокот на војната и за територии. Ние, македонците, УЧК го доживуваме како странска сила која што се обиде да одземе на почеток територии и убиваше наши бранители. За нас тоа се бранителите и за мене е несвојствено. Значи, во едно случај да се изгради еден споменик 3-40 метри грандиозен во близина на Куманово без никаква документација под назнака спомен обележје, кое што не може да биде спомен обележје, или пак на диво да се граде едно монументално здание во Сопот и тоа цело време да фигурира како стамбен објект и на крајот да се трансформира во музеја, од друга страна да не се дозволува на бранителите и сите иницијативи поради Белинтер, затоа што мнозинството во Совет почитува закон, а не закон на политичка партија, да не може да се дигне спомен обележје или споменик на македонските бранители во Куманово. И Куманово е еден од ретките градови кои што нема едно вакво одбележје, затоа што е заложник на законот. Но видите, праксата покажува од друга страна, цела влада ви оди на лице место се слика и прави едно монументално здание, дали во Слупчани или во Сопот, не е битно. Јас немам намера да сквернавам никакви свети места. Тоа се во делот на светите објекти, но во делот на законот и почитување на законот ќе ги превземам сите постапки. Тоа што за вас е УЧК, за мене се бранителите, македонските партизани, така ме учеле моите дома, јас тоа ќе го пренесам на идните генерации. Мојата порака е почитувај твоен, само не одирај на ова страна, и тоа ќе има контраефект. Значи, јас го почитувам максимално тоа, но сепак оваа држава почива на закони и правен поредок кои што закони не се почитуваат од страна во овој случај на највисоките репрезенти на власт. Вие знаете дека преди изборот дека не се почитуваат законите? За жал, странските амбасади се уште молчат за оваа прашање. По кој закон е споменикот на бранителите пред собранието? Јас не знам, не сум го градел. Ако одиме по Бадинтер, не може да се донесе. Ни во Скопје, ни во влада. Не сум го градел, веројатно постои некоја одлука на влада, ниту пак знам кога е изграден, но знам дека во Куманово се обидуваме да изградиме споменик на бранители во Куманово и во континуитет не можеме да не идеме на разбирање да добиеме Бадинтерово мнозинство. И во овој момент го имаме Бадинтеровото мнозинство, без мнозинството на албански гласови, но се уште како градоначалник не сакам да отворам тема и да ги ставам моите сограѓани албанци во таква состојба да бидат надгласени во делот на одлуката на Советот, бидејќи имам чувства за нив. Но за жал, другата заедница тоа не го покажува кон нас. Не се согласувам. Добро, јас знам дека до утре да разговараме нема да се согласиме. Може да се согласиме дека граѓаните имаат друг... Вие си ја вртите водата на вашата чешма, а јас водата гледам да се слее... Дали може двајца дека политичари се согласат дека законите мора да се почитуваат без исклучок во секој случај? Да, ама ако одиме по тоа, значи во Македонија има 500.000 дивоградби.
Добро, ма да речеме дека не се може да направиле се има- проблем во минатото, дека сега Не се- извлекуваме дека поуката и сега тргнуваме напред. Поуката треба да биде ова. Ако веруваме на граѓанскиот концепт, тој треба да важи на цела Македонија. Значи треба да важи и во Источна Македонија. Апсолутно. Никогаш не се збори дали има граѓански концепт во Источна Македонија. Како таму 100% се македонци, таму има и албанци, има и турци, и јоруци и други заедници. Зошто не се отварат таму теми, значи во Источна Македонија да е во однос на правата? Тоа е прво. Второ, мислам дека фокусот на граѓаните, таму кај што може да се најдеме, е дека во анкетиве од 10 проблеми 7 до 8 се економски проблеми. Младите, значи, има алармантна миграција во овие последни 3 години. Значи, ние фокусот треба да го читаме тоа и Тука да се нема дилема фокусираме. никаде. Па зошто на не тоа. дониравте во отварање на некоја фирма и компанија, туку дониравте во отварање на спомено одбележје во Сопот? Например, ако веќе се грижите толку за развој на економијата и тука ве боливе, јас се согласувам. Јас работам на тоа поле во Јас Куманово зборев и за и со економските последната зоните. инвестиција со Лидл и претходните 3 инвестиции во индустријската зона, максимално сум посветен во делот на развојот на економијата во Куманово и североисточниот плански регион, а секако по изборите, ако ни дозволат граѓаните, тоа ќе го примениме и на територија на цела држава, бидејќи за да разговараме ние други теми, а не овие актуелни кои дефокусираат, првенствено треба на граѓаните да им најдеме начин да живеат поубаво. Како? Со тоа што својата работа ќе ја валоризираат преку дополнителен капитал и за нив самите, и за самата држава, а при тоа ќе најдеме начин да ги оневозможиме политичарите да прават дополнителни злоупотреби за да дел од буџетските средства ги прелеваат во собствените џебови како што тоа го прават во момент. Да, значи во нашата програма фокусот ќе биде економски. Добро, И имаме за тоа идеи, значи на што ќе работиме, но темата Но беше кога ќе конкретна. дојде време да ве прашаме отворено во студио, да го слушам споменикот во Сопот, бидејќи согласно законот ќе мора да се сруши. Како мој коалиционен иден партнер потенцијален, ќе ја поддржите таа законска одлука или не? Да, ќе ја поддржам во случај ти како поголема заедница, значи со поголема одговорност почнеш од крстот, од бранителите пред собранието, па после да одиш во Сопот. Тогаш ќе имаш и моја поддршка. Тогаш може да имаме консензус и се што не е законски да постапуваме Ако биде согласно законот селективно, како што е тогаш ќе се пропишано. судриме Јасно ви на двајца дека дел од млади... почнеме во ист момент заеднички процеси, еве на пример во општина Чајри, во општина Куманово, сите незаконски такви одбележја кои што ги има да ги отклониме. А потоа ќе се прошириме низ целата држава и со тоа ќе испратиме една јасна порака во јавноста дека еве конечно е дојдена една власт во државата која што нема да се води од популизам, туку ќе го почитува законот и верувам дека ќе имаме комплетната поддршка не само од граѓаните, туку и од меѓународната заедница, бидејќи додека се хранат граѓаните со вакви ефтини политички поени, ние немаме перспектива. Значи, единствено може следниот мандат да го добие власт која што одговорно ќе ја прифати улогата да ја води и да извади ова држава од голема криза, бидејќи јас и вие, кај и да одиме, сме одлични пријатели, но за жал, кога ќе одат политичарите на вакви соочувања или пак во парламентот, се прикажуваат во поинакво светло. Ние имаме соживот во државата, единствено помеѓу политичката елита. Реален соживот помеѓу нашите граѓани на дело го немаме. Зошто во моје Куманово, а верувам и во Чајре така, младите македонци и младите албанци не се разбираат кога говорат. На плоштад говорат на англиски јазик, што е погубно. Каква интеграција ќе имаме ние? И тоа само ми дополнително ми потврдува дека всушност некој работи на дополнителна агенда на сегрегација и конфронтација, тоест конфирмација на Македонија од прост тип во сложен тип на државно уредување. Затоа што албанците не знаат да говорат македонски јазик. А зашто морат албанците, а македонците да не знаат? Па јас би бил среќен доколку тука е проблемот, што ти мислиш дека само албанците треба да знаат македонски. Ако се почитуваме, ако сакаме заедно да живееме, или ќе учам македонски и ти ќе учиш албански, или обратно ќе збориме на англиски. За мене би бил Значи тука е менталниот склоп што мора албанците да се прилагодат. За мене би била голема привилегија доколку во моите млади години сум научил да говорам албански, јас зборувам неколку зборови, разбирам неколку
значи некои Исправија фрази на грешката албанскиот, кај децата. но видете нешто, значи Македонија, и тоа мора да го знае секој граѓанин на оваа држава. Да. Македонија како модерна држава потекнува од Крушевскиот манифест, кој што е иницијатива на македонскиот народ. И сите народи кои што во тој момент се нашле во Македонија, вклучувајќи го и албанскиот народ. Нејзиниот континуитет. Па ние таму сме биле им со министри и со пратеници. Дозволете ми да довршам. Ама ако одиме на Крушевската влада. Не, дозволете ми само да довршам. Значи, континуитетот преку Аслом и неговите постулати, сушност доколку не постоеше желба кај македонскиот народ да се создаде независна македонска држава, немаше кој да ја создаде. Ја создаде македонскиот народ во соработка со сите народи. И земете ги народните херои на Македонија, видете ги има од сите етнички заедници, но над 90% и повеќе се македонци. Како бил составот во македонците во собствената држава Крушевскиот парламент и влада, како е бил составот? Само да довршам и ќе земете збор и ќе го објасните што мислите. Значи, ние денеска македонците во собствената држава се наоѓаме во ситуација главните национални македонски прашања да ни ги решаваат, значи, представници во парламентот кои што доаѓаат од друга етничка заедница, во овој случај од албанскиот блок на партии, дополнително со подршка на лидершипот на Социјалдемократскиот сојуз. И сега јас го поставувам обратно прашањето. Доколку за вашиот јазик се работеше албански, да некој вас ве негира како албанец, дека вашата историја постои од 45-та, вашето албанско писмо постои од 45-та. Првично јас како македонец никогаш немаше да дозволам таква негација на вас, ниту ќе барав гласање на уставот и ќе имавте подршка во континуитет од мене. Дали ќе се однесувавте вие како што се однесувате денеска во оваа ситуација? Значи, прво и во Крушевската република, значи и во составот на владата и парламентот, значи ние таму сме биле 1/3. Значи сме учествувале директно. Не знам, вие се директно. водите по проценти, не ги гледам имињата, не сум ги анализирал никогаш. Второ, значи кој е придонесот на албанците во Македонија и албанците во регионот кон Македонија, можам тоа да го потврдиме дека само Албанија не ви негира ништо. Не ви негираше, бе призна како држава, без да ви негира знаме, јазик, црква. Србија ви негираше црква. Бугарија нацијата, идентитетот. Грција знамето. Само Албанија ве прифати така. Да, тоа го знаеме. И тој е придонесен. Затоа Еди Рама вчера ни вика треба да учиме сите од Алија Ахмети. Мислам, агендата ни е многу јасна. Не, што има представа. Ај, одговорете ми на прашањето што ви го одговарам, ама поставив. сакам контрапрашање. Значи, и покрај тоа што придонесот на Албанија и албанците за Македонија 100% признавање без никакво условување, пак вие со сите други може веднаш да се договарате, секогаш виновник ви се албанците. Не. Секогаш некој загрозување Јас имаат барам албанците. подршка од албанците во Македонија и од албанскиот политички фактор во Македонија да го разбере моментумот за делот на гласање на уставните амандмани. Затоа што со тоа, јас тоа и конкретно ви го поставив прашањето. Само албанците и Албанија ве прифати национална без прашање и никакво мојата условување. национална кауза. Како кога сите се обединивте во парламентот заедно со СДСМ да ги гласате уставните измени. А јас барам од вас, значи, да не разберете за какво прашање. Не е дневна политика, тоа е суштинско гласање на уставните измени. За кој устав се збори? Значи, зборувам во делот на метнување на уставните измени и последните уставни измени кои што се уште актуелна тема. Да, и тука сме јавно, значи тоа не го правиме за Како можеш да гласаш во моје име како македонец да признаеш одредена структура и одредени работи во име на македонскиот народ во Македонија? Што се бара? Како што се бара? Да бидат бугарите во уставот. Значи, тоа ги има, значи што има лошо во тоа? Па штом ги има, зошто дополнително ќе ги ставате ако ги има?
Ако има во рамката сите ако има останати простори за сите. помали заедници, нека бидат и Има, ама тие. видете, никој не ве негира вас како албанец од И- страна. и, значи, Нас не негираат од официјална кој- Софија кој- и ни велат дека ние не постоиме како народ и држава. Ма не го Имаат велиме ние резолуција на собственото собрание и дополнително, значи, ако во овој момент ве негираат од надвор, Еве, ние утре ве- со ве- таквото гласање на измените во Уставот ќе ве негираат и собствените граѓани од внатре. Не. Да, Ако така. бидат во Уставот, не значи дека е И затоа негација. ние поднудивме решение. Колку се тие? 3.000, кое што ќе 5.000? генерира Тие треба да се дополнително де факто премостување таму. на проблемот и каде што со гласање на амандманите и нивна примена по полноправно членство на Македонија во Европската Унија, ние всушност ќе ги анулираме сите можности на официјална Софија да не се поставуваат нови барања кон Македонија. Добро, и ќе ве поддржиме во ова. Суштината овде е зошто целиот албански и политички естаблишмент даде подршка на еден ваков предлог без при тоа да не го почувствува чувството на мнозинството на македонскиот народ во државата. Тоа, видите, Максим, соживото, знаете што значи? Максим, Взаемно почитување и уважување. ова не е- Мислам дека од 2000 година Македонија направи многу на тој план во делот на унапредување на правата Ајде, на меѓутоа, етничките и ќе ја прекинам ова полемика. Максим, ова не е далечна историја. Од 90-тите само Албанија и албанци не ве условија за ништо. Ви, значи, и идентитет, и име, и знаме, и свет, значи, го признаа тоа. И зошто сега се случува, кога сите други ви оспоруваат нешто, пак вие кавгата со албанциве. Второ, да, Немаме да, ние ние Зошто поддржавме, давате таков наратив? Да, и мене ме интересува поддржавме, за која кавга со албанците Каква говорите, кавга точно да имаме ви ние прецизни. со А албанците? ова цело време збориме, значи сега дека не сме се солидаризирале. Да, Не, Так, јас господине зборувам Меджити, за кога- Само, да, Кога имаше само се извинувам. довршам. Ајде, поведете. Да, ние бевме за уставни промени, ама Македонија, Северна Македонија е денеска дел од НАТО. И тука и албанците, и македонците, и помалите заедници се чувствуваат посигурно. И тоа придонесува да он полесно го донесе Лидл и други инвеститори, бидејќи сериозните инвеститори прво прашуваат дали е земјата НАТО или не е НАТО. Значи, нашата визија беше дека Македонија треба да биде дел од НАТО. Како Дали што мислите сега мислиме дека единствена алтернатива за сите граѓани во Македонија да се интегрираме во Европска Унија. И да завршиме со оваа тема и на конкретно. Ако спориме со ова, одиме бавно, ќе се мигрираат граѓаните наши во Европа, не Македонија. Тој процес за жал и Нашите сега трае. Се извинувам. граѓани се мигрираат. Морам да поставам прашање бидејќи и вие велите дека има проблеми некакви со албанците и дали вие мислите како челниците на ДУИ дека има албанофобија во Македонија? Бидејќи тој термин албанофобија пример, некако се исврли, поготово кога ќе се зборува за можните криминали на албанската партија во власт, албанофобија ако Тука треба да расчистиме. Значи во однос на криминал, на корупција, на СДД, не треба да дозволиме на никој да се заткрие, значи за со национализам да го покрие тоа. Но и сведок сте колку пати тоа се зборува. средба со Рама, средба со Курти, тоа е исто како до Драгиша Милетич и другите срби што одат се среќаваат, ставаат исто име на партијата тука. Како е името на партијата на Вучич? СНП, така? СНС. СНС. Да, Значи исто име ти е видете, тука, не. иста програма ти е тука. Исто се координира, значи со Вучич, не смета на никого тоа. Јас го осудувам и тоа. Ако е тоа така како што До сега тврдите. не сум слушнал. Видите на што личи, на пример, да отиде да ги повика македонскиот председател или премиер, Или пак сите пратеници на политички Турци се партии на координираат, македонците од Албанија пратениците. или од Србија да ги повика на координација без при тоа амбасадорот на тие странски земји да нема никаква информација. Па факт е дека во континуитет одредени политички сили кои што делуваат во Македонија се обидуваат целиот овој концепт да го решаваат на релација Скопје, Приштина, Тирана. Тоа е недозволиво. Значи, прво треба да се расчисти кој во која држава е лојален. И дали вам ви значи повеќе оваа држава, независна Македонија, независна Република Северна Македонија, Македонија народна и така натаму, Добро. или ви значи повеќе Косово или Албанија. Мене ми вие, значи, бидејќи јас сум ако ви роден значи и граѓанин на Македонија, оваа тогаш држава, дајте да ја градиме ама во исто Македонија. време јас сум албанец и во нашиот устав стои дека сме дел од албанскиот народ. Ама тоа е супер. Исто тоа е како што партениците турци се координираат.
комуницираат тоа е со турскиот супер. премиер. Вие Со треба да турската си ја власт. негувате својата Пратеникот традиција. Србин се консултира со своите таму. Јас гледав на емисија на не знам, не се сеќам која телевизија, анкета во Тето. 90% од граѓани албанци кои што беа анкетирани на таа анкета всушност се изјаснија за Албанија или Косово отколку за Македонија. Како за Албанија? Како така, значи на анкетата, сега не знам на Ако која одиме ние телевизија по тоа сега беше. по утакмици каде што македонците да Оставете ги. викаат пирине наш, Не, солуне наш. оставете ги, Тие оставете се ги. историја, реликти. Не, добро, едно е навијачи на стадион, а друго е да речеме кога ќе независна го анкета видиме. на телевизија која што помина ја имаше, се вртеше на социјални мрежи. Сакам нешто да Не ви е кажам. веродостојно. Ако сакаме да градиме заедничка држава, значи ние всушност ќе мора да ги испуштиме гумите од едната и од другата страна. Да дадеме, значи, можност на квалитетот во однос на квантитетот. Да ги деполитизираме институциите, оваа масовна дуизација во системот да ја сведеме на минимум, да го ослободиме заработеното правосудство во моментов и интензивното политизирање на обвинителството, ако сакаме да се бориме со корупцијата, која што е рак рана на секоја демократија, и дополнително да ја насочиме нашата енергија во изнаоѓање на сериозни стратешки партнери со кои што Македонија ќе ја придвижиме напред, ќе ја намалиме корупцијата, ќе ги искористиме природните ресурси, ќе тргнеме да ги провериме концесиите кои се тоа ги има во државата, бидејќи тоа се извори на приходи, ќе ги користиме природните ресурси, да го валоризираме производот, да го зголемиме BDP-то, и тогаш граѓаните веќе нема да се замараат со политика и дневно политиканство. И претпоставам Туку дека ќе нема да ги гледаат мерат имаат спомениците. повеќе или помал. Нема да ги интересираат спомениците. Господин Мичи, дали ќе има кандидат на вашата листа за изборите, во коалицијска листа, дали ќе има кандидати од самопределување од Косово? Да. Зошто се одлучивте на таков чекор? Нема доволно квалитетни луѓе тука во Македонија? Не, имаат право, значи имаат значи има голем рейтинг Албин Курти, затоа како го значи како лидер во регионот, како се бори против корупцијата, како функционира правната држава, исто тоа ги придобил симпатиите на албанците тука кои што ги следат, и не треба да имаме предвид дека Косово и ние до вчера бевме во една заедничка држава, бивша Југославија. Треба да имаме предвид дека има пола семејства што живеат од оваа страна, пола семејство живее во Урошевац, во Фериза и Приштина, Витие, значи посебно до Приштина, така да тие има можност и да формираат своја политичка партија тука, како филијала на Ведвендосе од Косово, но се одлучија овој пат да не формираат политичка партија, да ја поддржат опозицијата која што ја поддржале и 2020 година, кандидатот Блер Имбрека и Алијанса и Алтернатива тогаш. Значи, тие ќе бидат дел од заедничките листи. Прашањето е дека де јуре нема да учествуваат, бидејќи не се регистрирани во Република Македонија. Де факто ќе бидат дел од заедничките листи, бидејќи Беким Чоку е стружанец кој што бил пратеник во Собранието на Република Македонија, значи порано како пратеник од ДПА, сега ќе биде во заедничките листи, еден од кандидативе, значи Беким Чоку како дел од Европскиот сојуз за промени. Да, сега се отвори дилемата дали практично со овој чекор Македонија станува поле за политички надпревар помеѓу Еди Рама и косовскиот премиер. Па, мислам дека нема ништо лошо, и албанците следат и медиумите и од Косово и од Албанија, следат и политиките и имаат право, значи, да имаат симпатии кон едни или други. Или кон Македонија симпатија? Па имаат, мислам, тие се дел од системот тука. Како гледате вие, ова прв пат се случува, мислам, кај нас, Да ви има кажам, од друга толку држава? многу политичари и кандидати имаме во нашата држава, и сега дојде време да ги увезуваме и од страна на кешке, нека се подобри од нашите, можеби. Испадна во правото дека ни треба работна сила во везена. Можеби еден ден ние ќе Максим, доживееме само да ако имаме може. влада кај што ќе увеземе кадри во Максим. извршната власт од надвор за да ни ја менаџираат државата подобро отколку овие што ги имаме, но секој граѓанин на Македонија, кој што има документи и кој што има државјанство, согласно уставот има право да бира и да биде биран. Доколку се тоа луѓе кои што имаат македонско државјанство,
тогаш никој не може да им го оспори правото да бидат кандидати. Учество на друг политички субјект кој што не е регистриран во Македонија всушност е недозволено и спротивно на законот и за тоа ќе се произнесе државната изборна Ама комисија. нема потреба, Во ја секој- расчистив тука. Значи во секој Значи, де случај јуре, Вендосија нема да учествува. Де факто, Беким Чоку е стружанец. Видете, јас Тој знам- бил пратеник во собранието. Јас знам едно. И уште Кој и ова. да учествува, Блерим- како и да учествува. Блерим Река беше кандидат за председател во Република Македонија. Доби колку доби тогаш, 80.000 гласови. Моментално е амбасадор на Косово во Њу Јорк. Веќе има државјанство и македонско и косовско. Видете, колега, кои ќе бидат вашите кандидати, ќе одлучува вашата политичка партија. Без разлика кој да учествува на следните парламентарни избори, јас сум сигурен во една работа. Дека движењето Знам за наша Македонија ќе има многу сериозен резултат на следните парламентарни избори и никогаш повеќе во Македонија нема да биде како што било. И тоа овде го кажувам и јавно им го ветувам на граѓаните. Што очекувате од изборите? Очекувам Зборувам во бројка на многу пратеници. голем резултат и никогаш повеќе како движење нема да дозволиме поради ситните и тесните политички интереси на поединци, формирање на непринципијални коалиции, точно ќе се знае црвената национална линија во делот на функционирање не само на македонците, туку и на сите граѓани на Македонија, никогаш нема да имаме веќе вакви непринципиални коалиции во кои што едните ќе бидат власт, другите ќе бидат привезок. Па кого сакаат нека доведат. Да, прашањето ми го беше, седнат на предпоставувам дека маса. правите Ние партиски имаме- анализи, колку очекувате да Ние освоите пратеници? очекуваме, значи првично нашите партиски анализи не коинцидираат со бројките кои што се во моментов во јавноста, бидејќи сите сондажи и анализи се во функција да креираат јавно мнение во интерес на одредени политички субјекти, без разлика дали доаѓаат сервирани во медиумите од страна на позицијата или опозицијата. Нашите бројки покажуваат сериозна подршка на движењето Знам. Ние сме партија во моментов со најбрз политички раст во државата и во континуитет планираме да растеме и ќе растеме со подршка на државата, бидејќи нашата коалиција е единствено со граѓаните. На следните избори ќе добиеме огромна подршка, ќе учествуваме во следната власт или опозиција со голем број на представници во парламентот и никогаш повеќе во Македонија нема да се остави простор за вакви бизнис коалиции Кои се како што очекувањата за бројки? Ве сега малку инсистирам за бројки. 2, 5, 10, колку очекувате? Сега, ако ви кажам 61, сигурно ќе ми кажете дека е Реално. нереално. Да ги оставиме граѓаните да одлучат за тоа. Неблагодарно е за мене да се бара да излезам со конкретна бројка какво е нашето очекување. Ние ја бараме поддршката масовно од граѓаните. Тоа што ќе ни го испорачаат граѓаните, всушност ќе се види на еден ден по изборите. Во моментов исто така, значи сондираме неколку можни сериозни имиња за кандидат за председател на државата и доколку успееме ќе излеземе, нели ќе обезбедиме соодветна поддршка за подкрепа на самата кандидатура и ќе го понудиме на граѓаните. Дали граѓаните тоа ќе го прифатат или не, ќе зависи од нас. Но едно знам дека на овие избори за прв пат граѓаните ќе добијат можност по 32 години во нашата држава, наместо да гласаат против, прв пат да имаат можност да гласаат за, бидејќи ќе имаат поголем број на опции на гласачкото ливче, па до нив ќе зависи нивниот избор. Меѓутоа, за прв пат можеби албанската опозиција условно кажано заеднички во коалиција настапува на овие избори. Претпоставам дека вие имате големи очекувања. Размислувате ли што после изборите од партијата на Христијан Мицковски од ВМРО ДПМН повеќе некако ја стават вратата отворена за соработка со вас отколку со ДОИ? Не, полесно ќе му биде со ДУИ-от, тие имате на барање да не ги тераат по судски процедури после сите овие скандали што ги има во последно време. А логично, опозиција со опозиција, значи мислам дека е подобро за државата ќе биде нов Имате контакти? Имам јас со сите контакти, мислам, ние сме пратеници, тука се среќаваме граници. Так, зборувам за контакти за и со можни Максим, и постизборни коалиции. со СДС, и со ДУИ, значи немам со никого, мислам, црвени линии, но во суштина, значи, на Македонија е потребна нова власт, нов дух, нова ера, за да не се случи тоа што се случи 2016, значи, кога
СДС беше приморана да направи коалиција со дуи провоморовски министри и затоа режимот остана жив до денес. Затоа мислам затоа се случаат овие работи во судскиот совет, затоа притисоците се кон Врховниот суд или председателката без Адеми, затоа дуи навлезе под менторство на режимот, стариот режим на ВМРО Груевски Сашо, денеска е во бизнис, значи казино бизнисот, во брзите кредити, во се што е, значи беше карактеристика за нив и секојдневно ги гледаме, веќе почнаа да се караат со амбасадори, се им пречи, па и со ова вулгарноста или големата фешта, мислам, за символичниот албански премиер. Така да, мислам, тие што ги познаваат околностите и приликите, знаат дека албанците од 2011 година гласаат опозицијски. Значи не бил проблемот кај албанскиот гласач, не дека дуи биле многу силна, тие ги изгубиле избориве. Единствениот проблем беше кај опозицијата што беше расцепкана и неунифицирана, значи со различни гласови, едните одеа, другите се враќа од дуи и тоа возможи на дуи да остане толку долго, значи, на власт. Како Ова значи е прочитано, значи, од опозицијата и затоа после 90-тите години првпат се случува во моментот 4 политички субјекти е оформено Европскиот сојуз за промени, во интензивни разговори сме со Таравари. Значи, бидејќи 2/3 од анкетиве на Алијанса размислуваат и посакуваат соработка со албанската опозиција, тие се автономна партија, ќе донесат автономна одлука, но очекувањето се дека и тој ќе премине на оваа страна и мислам дека се веќе сите околности, сите показатели одат кон тоа дека албанската опозиција ќе биде убедлив победник на наредните избори и не претендираме по секоја цена да бидеме власт. Да, како оваа епизода со Албин Курти, со доаѓањето во Чаир, вие го пречекавте таму и во Тетово, и со целата таа иконографија и песни, кој што имаше многу реакции, дури у полициската станица беа повикани, го намалува вашиот коалиционен потенцијал или капацитет? Во која смисла? Во смисла да не ќе да партии да коалицираат со вас, бидејќи стоевте на чело на митинг каде што се белеа знамења на голема Албанија и се пуштаа песни навредливи. Прво, значи, прават погрешна перцепција, лажна перцепција. Прво, значи, тоа беше митинг од 10.000. Кој прелажна перцепција? Да, мислам, ова не е само од тука, значи, цело време и тоа така е сватено од граѓаните. Да. Значи, тоа беше митинг од 10.000 граѓани, кај што еден граѓанин вел некој знаме, значи, кој што не е за голема Албанија, е за автохтони албанци, кој што не може да го одрече никој дека албанците се автохтони во Македонија, во Балканот, од времето на илирите па се до ден денес. И овие дуи исплашени, значи, заради ефектот кој што го има поддршката на Курти кон опозицијата, плачеше кај Пендаровски, кај Ковачевски, кај странциве, направи бајка од тоа, а истите сега, мислам, кога доаѓа Курти и се среќава со нив, не е проблем. Кога доаѓа Еди Рама, значи, или ќе не повика Еди Рама, значи, во Тирана, зашто беа средбите на функционирање на СДСМ во Приштина? И вие гледате сега делегација од СДС оди во Приштина кај Курти за соработка. Па едно дека се левичарски партии треба да соработуваат, другото барат поддршка. Истото, значи, пред денови беше и председателот со Курти и со Османи. Значи, не е проблем кога Курти се среќава со нив, проблем е кога Курти го гледаат со нас. Не, проблем е кога гледаат знаме на голема Албанија и потоа тоа исто знаме, сосема случајно некој човек таму што го развел, се најде и на официјалниот спот на Билјалка Сами. Потоа имаше отварање на улица, исто иконографија беше. Ја мислам детално ти објаснив дека таму стои автохтон. Нема знаме за голема Албанија. Значи, да ги прашате македонците, 99,99% ќе ви кажат дека е тоа карта на голема Албанија. Самите албанци така велат. Добро, сега. Еве етничка нека биде како што велите вие. Автохтон, што има спорно во тоа? Има некој што може да го оспори тоа? Еве, можеби господин Димитриевски. Кога ги слушам овие реторики, не само што ми се жални, туку ми се и смешни. Бидејќи кога слушам ова е еден принцип на правење поголем католик од папата. Тоа се случува во моментов во албанскиот блок, но тоа е одлука на политичкиот естаблишмент таму и нека ја тера таа агенда пред избори кој е поголем патриот. Дали имаше кршење на законот? Дефинитивно да, доколку јас проведов власт, имаше сериозни реперкусии, но како и да е, во овој момент кога слушам автохтон
пристап, па веројатно сите се автохтони на просторите на Македонија, Зашто? само македонците штркот ги донел. Ама кој збореше за Видете, македонците? прво, тоа е класична карта на голема Албанија, тука нема одење од тоа дали е автохтон приступ или било каков, тоа е карта на голема Албанија која што кај останатите народи на Балканот генерира неубави чувства. Истото чувство го генерираат и грците кога македонците ќе излезат со картата на голема Македонија. Но како и да е, видите, ќе завршат изборите, ќе поминат и овие процеси, ние ќе треба да седнеме на маса, сите ние да се договориме нели како ќе се движи понатаму државата. Мене ме прашуваат во многу ситуации на овие сите интензивни средби со граѓаните, кои ќе бидат вашите први два проекта кои што знам ќе ги реализира. И излегуваме на почетокот на со одредени економски решенија и така натаму, и сега во моментов прв пат во ваше студио ексклузивно ќе кажам кои ќе бидат првите два проекта. Значи, првиот проект ќе биде дополнување на капацитетите на затворот во Скопје во Идризово, вториот на затворот во Струмица и уште градба на два нови затвори. Едниот ќе биде, значи, сигурно лоциран во Кичево и другиот ќе се договориме со идните коалициони партнери. Претпоставам сакате да ги наполните тие затвори. Откако ќе ги наполниме тие затвори, значи вториот проект ќе биде, ќе ставиме табла со информација колку е јавниот долг на Македонија и колку пари се имаат истрошено до сега во Македонија и зошто, и потоа ќе излеземе со сериозните партнери, ќе направиме стратешки план како ќе ја креваме Македонија од пепел, бидејќи Македонија во моментот е спуштена на дното, а молкот е повеќе од срам. Ова е економски проект? Да, и ова е еден економски проект, бидејќи на тој начин ќе се потрудиме тие кои што ги украдува парите од оваа држава да не побегнат надвор како што побегнаа многу, а власта им го дозволи. Тоа знаете подобро и вие од мене, бидејќи претходно потврдивте дека поранешната власт и како добро соработува со актуелната власт, особено во најпрофитабилните дејности како што се коцката, брзите кредити и така натаму. Да. Таму кај што граѓаните ги заглавија со најповеќе. Во едно може да се согласиме, бидејќи и ја и ти бевме дел од овие политички партии и не се согласивме со овие работи. И затоа мене ме киксна, мене ме тргна и вас ме тргна. Во однос на економските проекти, нашиот фокус ќе биде во тој дел и тие нема да ги тангираат само албанските граѓани, туку ќе бидат проекти за сите граѓани. И бидејќи збориме за корупција и ние сме утврдиле дека корупцијата воглавно е во јавните предпријатија и државните предпријатија. Бидејќи министриве не ги вршат тие кога таму кај што носат во нивните министерства закони и правилници, туку од позиција на министер полесно му е да диригира таму во РЕК Битола, во ЈПДП, во и други јавни предпријатија кои што имаат и државен монопол и економски монопол и пак работат непрофитабилно. Пример македонските пошти, иако имаат одлична инфраструктура и по планински села имаат своји објекти. Години со загуби работи. Со загуби, да не се субвенциите од владата, ни плати нема да имат вработените таму, а тие субвенции се од нашите природи, мислам, нашите даноци што ги плаќаме. Значи, несфатливо е тоа, а во исто време, значи, пошти кои што работат по гаражи се остваруваат милионски бизнеси. Значи, тука е до менеджментот, тука е до недобриот кадар, до превработеноста и до големата корупција која што владее во овие. Значи, нашиот концепт и идеја ќе биде тие јавни предпријатија, државни предпријатија, добар дел 49% да се вратат во рацете на граѓаните како акции, значи како ваучери на граѓаните, да имаат повеќа контрола граѓаните, и другиот дел 51%, значи со PPP, значи да се донесат стратешки инвеститори кои што 20-30 години ќе донесат ноу-хау, добар менеджмент, ќе ги мислам да работат подобро, ќе носат и нов капитал, со што ќе намалиме, значи, и корупцијата, ќе намалиме и број на социјални случаи, и миграцијата на граѓаните надвор, ќе имаат можност акциите да ги задржат и да добијат дивиденда на крај на годината или пак да ги продадат, отворат некој стартап бизнис. Господин Меджити, дали на председателските избори ќе имате свој кандидат како коалиција, ќе поддржите некој што ќе го
предложат, да речеме, овие поголемите, повеќе бројните партии. Расистена, значи како албанска опозиција ќе имаме кандидат за председател. Добро. И дали би направиле постизборна коалиција со партија или со друга коалиција поширока, која што нема експлицитно да ги подржи уставните измени? Значи, ние сме посветени да се мериме на овие избори, оти тоа е идејата и целта на секоја политичка партија и на опозицијата, да ја донесеме промената и да има конкуренција и во албанскиот блок, да има алтернатива и албанскиот гласач денот на гласањето, тој што не е задоволен да има за кого да гласа, да бидеме победници на овие избори и отом потом после да седеме со политичките партии да преговараме за наредната влада врз основа на програма, врз основа на визија, врз основа на платформа. Јасно, меѓутоа прашањето е дали ова како услов можете да го исфрлите. Да го заокружам, значи нема да бидеме по секоја цена дел од влада која што нема да биде европски настроена. А таа што не ги поддржува уставните измени, според вас е неевропска. Не, да нудите во европскиот фронт и вие. Не, зборам значи што нема да биде европски настроена. Во моментот значи тие тоа гледате во моментов нека таква партија што не е чисто е само левица мислам во тој дел. Другото мислам дека во програмата, во декларирањето сите се европски настроени по големите политички партии македонски. И мислам дека тука ќе ги поддржиме како наши сограѓани да се најде најдобро решение, но мора овој пат да се проводи бидејќи нема друга алтернатива за граѓаните. Дали може ли во XY сценарио и со коалицијата на Меджити да направите уште поширока коалиција? Па сега колку што разбрав овде, ако нема уставни измени, дали дебатава ги зголеми тие шанси или ги намали? Не, мислам видете, едно е лична релација, друго се политички ставови. Ја за политички ставови прашам. Политичките ставови ги носат официјални органи и тела на партија, но колку што разбрав од изјава, всушност ние овде зборуваме дека доколку нема уставни измени, нема влада. И јас ќе ви кажам, ќе се водам од една кумановска пословица, ќе морам да се извинам на граѓаните, ќе ја кажам на кумановски. Ние у Куманово викаме и без петла свануе. Ако дојде до такво нешто, ќе има влада која што ќе ја состават македонски политички партии, мнозинство, претходно подпишување на декларација, која што ќе ја поддржат истите и ќе дадат секогаш отворена врата на политички субјект кој што доаѓа од друга етничка заедница да се приклучи во рамките на поддршката за сите плански програми кои што ќе ги понудиме на граѓаните на избори. Ви благодарам на двајцата за учеството во вечерашната. Сакам само во однос на ова. Ајде, уште 30 секунди и завршуваме. Ја ова го сваќам како предизборна кампања со ставовите Максим. Може да посакува такво нешто, но тогаш ќе отвори нови муабети, нови теми, оти албанците нема да останат со вкрстени раце, тука ќе се отворат муабети за федерализација и за друго. Не може да се отворат муабети за федерализација, тоа е само сега уште половина час ни треба да емисија. Факт кој што па не морам да одговорам оти ова како црвена линија беше. Бидејќи Македонија е простипна држава, република, македонска влада без суседство на албанци нема да има. Значи дозволете ми и тоа не го кажувате вие, го кажува мнозинството во парламентот. Ние имаме устав, закони, позитивни прописи во државата и се водиме и јас и вие сме исти пред законите. До сега од 90 до сега, значи некои устави не се. Јас не велам, јас посакувам да партиципираат во владата, значи представници од сите етнички заедници. Ние креираме мултиетничко општество, но во ниту еден момент знам нема да дозволи некој да уценува со одредени пристапи и присилно да наведува некој во делот на... Не, ова е во интерес на државата, не на албанците. Апсолутно, ние ќе работиме во интерес на државата, нема друг пат освен европска интеграција. Без народот е ништо, а ако правото на одредена најголема бројка на граѓани во државата, тоа е македонскиот народ кој што живее овде, не се почитува, тоаш ние сме во сериозен проблем. Ние до вчера зборуваме дека албанците не сакаат да живеат со македонците и така натаму. Така беше наративот. Но денеска се поставува едно многу битно прашање. Што ќе се случи со државата ако македонскиот народ го каже поинаку? И затоа мислам дека треба да ги релативизираме работите, вокабуларот да го исфрлиме и да отвараме нови алтернативи, но при тоа никој нема да функционира под уцена.
Ви благодарам на двајцата за учеството во вечерашната емисија. Отворивте сега и други теми за кои што стварно ќе треба многу време да ги продолжиме И уште да, пола мислам сат, дека да. ќе имаме уште една шанса. Сакам да во името на граѓаните да ви посакам успешна кампања кога ќе биде таа. Претпоставам дека сега и набрзо ќе влеземе. Пред се да бидете искрени кон граѓаните и конечно оваа држава тоа што ќе го видат политичарите да го остварат и барем малце да ги направите и граѓаните среќни, бидејќи тоа го заслужуваме сите. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5. Приказ на кој